Стегнете во лежачка позиција, доле на подот и отпуштате го целото ваше тело. Она што може да направите, да ги префрлите рацете преку вашата глава и убаво да се стегнете, утнете и со петите, истегнете се и со рацете. Одлично. Сега со наредното издишување подигни ги двете колена кон тебе, прегрбни ги со твоите раце и нежно, нишкајќи се, залепи го целиот дробетен столб доле на подот. Вклучи ги петите во тоа, малку и со петите бутни. Главата е нели подигната. Потоа одиме колена на една страна, држејќи ги, глава на друга, како да се тркаламе и го масираме грбот. Океј. Подигни ги твоите две нозе високо горе. Осети доле реберниот столб, кичмата како ти е залепен, подигни ја исто така главата, фати ги бедрата и остани така малку. Додади ротација на стапалата на нозете или пак движење нагоре, надоле, нагоре, надоле. Отпушти, пушти ги рацете, спушти ги носете и потоа одиме контракција на мускули на стомак и на задник. Подигаме високо, високо, високо ребетниот столб, брадата доаѓа до градниот кош и доколку можете, или останете во оваа позиција, буткајќи го нагоре, стегнате задникот, гениталите се стегнати, доколку можете ставете, подигнете се на прсти и ставете ги дланките на половината, значи на тогаш е тежината на лактите, на прсти сме подигнати и остануваме во оваа позиција. Спушти го торзото на под, отпушти ги нозете, истегни се повторно раце, нозе, можеш македонската буква Х да ја направиш и да се тегнеш по дијагонала, десна рака, лева нога, лева рака, десна нога. Осети го телото и види каде е тоа што тебе ти прави некој внатрешен проблем или затегнување. Сеедно, спушти ги рацете, подигни ги повторно колената и сега со издишување ги пружиме рацете напред како да сакаме нешто да дофатиме кон нашите колена и остани така. Со издишување спушти се, издиши, подигни, длабоко издишување, вдиши, спушти се. Одлично. Истегни се повторно, користи го секој истегнување, за да убаво се стегне. Значи десната нога оди преку левата, со левата дланка го фаќаме десниот глушт и ротираме кон лево, значи сега од десната страна на телото се истегнуваме странично. Врати се во центарот, па одиме левата страна, лева нога преку десна, левата рака, десната рака го фаќа левата дланка и се стегнуваме кон десно, нозе и раце. Одлично. Супер. Ота полека се подигаме и одиме во позиција на мачка.
Позиција на мачка, застанете во најудобната за вас или позиција, дланките се отворени и најпрвен со издишување вовлечи го стомакот и нагоре под него до својот максимум, брадата ја вовлекуваме внатре, со вдишување одиме обратно и посвети си сега внимание додека го правиш ова истегнување на рбетниот столб нагоре надоле. Посвети си внимание на рбетниот столб, доживеј го. Отпушти го. И отпуштаме вака перничињата и тензијата која што постои, која што притиска. Супер, лево, десно малку. Сега десната рака ја носиме високо горе, па десната рака оди доле на подот и легнуваме на подот. Одиме во извртување на рбетен столб од позиција на мачка. Лева рака пружи горе, лева нога исправја исто така, на прсти си подпрна, остани така малку. Треба да бидеш, да ја фатиш точката на рамнотежа. И кога ќе се сигурна дека си во рамнотежа, ќе ја подигнеш и левата нога нагоре. Ќе однесеш сега левата нога странично кон лево. Остани малце така. И потоа полека ќе се подигнеш горе на рацете, ногата останува странично нели истегната и одиме со издишување. Клекнуваме, седнуваме на десната нога, со оддишување одиме напред. Издиши, клекни. Одиши напред. Направи уште еднаш. Потоа соберија левата нога. Чекај додека сега ќе направам. Одиме од другата страна. Лева рака горе. И сега легнуваме од противната страна. Значи сега треба десната рака и десната нога да се исправени. Ногата е на прсти подпрена доле и се обидува како да сакаме со петата да слезиме надоле, малку истегни ја задната тетива. Полека подигни ја горе. Однеси ја ногата странично. Подигни се горе и одиме нежно. Седнување, исправање, нежно разбрдување. Вниманието е на колкот, или колкот е тој кој што е отворен. Уште еднаш направи и полека собери ја ногата. Потоа расшири ги колената, палците се споени, расшири ги што е можно повеќе. Со издишување седни со задникот назад, нозете се расширени, двете раце се испружени, челото е на подот и остани така.
Подигни се гора. Доаѓаме во позиција на мачка. Од позиција на мачка одиме во куче со наведната глава. Подигни ги прстите на нозете, задникот исправи го горе. Намести се така, за да можеш петите да ти дојдат до подот и нежно да буткаш со грбот, со главата кон нозете. Потоа ја носиме десната подколеница напред пред тебе. Значи, целата тежина на десната подколеница, левата нога позади, стигни ја што е можно поназад бутнија, одиме позиција на гула, најпрвен дланките се на подот, нели градниот кош ни е отворен, колковите ни се паралелни, не се спуштени ни лево ни десно, туку само сме подпрени на десната подколеница, погледни нагоре, остани така. А потоа спушти го задникот на десното бедро странично и со торзото легни врз бедрото пред тебе, отпушти се целосно, целата тежина треба да ти дојде на бедрото напред. И отпушти се плешките, отпушти ги главата. Врати се назад, најпрвен во куче со наведната глава. Притисни, притисни, притисни. А потоа, сега истото го правиме од левата страна. Левата нога е напред, десната е исправена. Двете раце се пред себе, позиција на гула, подигни глава, отвори граден кош. Остани така. Спушти се на левото бедро и одиме, легнуваме на бедрото на левата страна, целиот стомак практично од левата страна, стомакот, стомачите органи им вршиме благ притисок. Помагаме на цревата исто така сега утрински и отпушти се. Отпушти го целото тело, остани така, отпушти ја позицијата. Полека врати се назад. Извлечи го твојата лева нога, куче со наведната глава, прсти пета, прсти пета. Позиција на мачка. Ова ви е најделотворната вежба, што секој пат продолжите во мачка, секој пат кога имате било какви проблеми на ребетниот столб, или пак тежина, не знам, од долниот дел на грбот, кичпата фатена, ова е одлична позиција за да е одлично вежбање, за да го ја намалите тезија и да изголемите еластичноста на ребетниот столб. Мене бар ми помага стално, не знам. Океј. Спушти ги подлактиците на подот, продолжуваме исто позиција на мачка, со ребетниот столб нагоре-надоле, со спуштено торзо. Кога ќе ги бутнете плешките нагоре и главата го влечете внатре, тоа е се со издишување, со вдишување, главата подигнете, нека излезе надвор и задникот се отвара.
позиција на дете, чело на под, подигни се преку мачка, одиме кобра со исправени раце, издиши преку мачка, позиција на дете, вдиши кобра со исправени раце, окей, позиција на дете и дојди во или во дијамант или обично турско седење, како ти одговара. За денешниот час на крај ќе вежбаме уџај дишање. Уџај дишање е оној тип на дишање каде што правиме блага контракција на мускулите на грлото. Оние кои што го знаат, зашто знам дека во групата некои го знаат, додека вдишуваме уџај, ќе направите контракција на мускулите на гениталиите, енергетски, ќе подигнете енергијата до грлото, додека издишувате уџај, ќе спуштите енергијата назад, до дното на карлицата. И ќе се отпуштите. И тоа се циклусите што ги правиме. Некогаш ментално во себе нарекувам, си велим, ја преповторуваме мантрата и се подига енергијата до грлото, се спушта доле енергијата до карлицата. Тоа ментално го повторувате со хам, што значи јас сум тоа. Додека оние другите кои што не пробале до сега, немаат искуство од гајатри мантра, не туку од уџај дишање, може би најдобро ќе може да влизат во уџај ако го свртат својот јазик од доле кон горе, го префрлат јазикот од другата страна, го допрат нипцето и почнете да дишате, тогаш ќе сватите дека тука има една како грч во грлото и додека вдишувате уџај, се слуша едно како захрчување, благо, како го нарекуваат звукот на океанот, океанско дишање, бидејќи ние самите го слушаме тоа шуштање внатре во нас. Значи, вдишуваме уџај, правиме контракција на гениталиите, нагоре повлекуваме енергијата ментално во себе, изговараме со кога го спуштаме уџај надоле, вниманието, изговараме уџај ја смирува, го смирува лева и десна хемисфера, е многу добра техника, ако например не можете да заспиете, со тоа што јазикот не го вртиме кога лежиме, само кога сме исправени ја правиме таа кичен мудра. Додека вдишувате, издишувате, слушате го звукот на океанот. И центрирате се за денешниот ден. Да влезете со целосен мир внатре во себе. Буквално од својот центар да можете да станете. И да ги прегрнете сите предизвици што се наоѓаат пред вас. Ви посакувам многу убав ден, убаво лето, убави активности, да се гледаме, да се дружиме. Ви посакувам се најубаво. Се гледаме на настаните кои што ги правам ова лето. Се слушаме и се пишуваме преку Viber групата.
И ви благодарам на сите што бевте дел од оваа прекрасна јога група, јутринска јога група, и што не подклекнавте на секојдневните навики, нели, да продолжиме спиењето и да нели, да се влечкаме низ дома, така да ова беше убава прилика за сите нас, дека навистина секој работен ден, цел месец можеме да направиме одлука и да вежбаме јога. Фала ви многу на сите. Убав ден.